Благодарам, председателка. Почитувани колеги пратеници, почитуван народен правобранител господин Насер Зибери, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес го разгледуваме извештајот на народниот правобранител за 2020 година. Сите сме свесни дека ковид пандемијата и животот на граѓаните во вонредна состојба предизвика ограничување на одредени права на граѓаните. Пандемијата всушност доведе до економска социјална криза, а тоа пак доведе до криза и загрозување на човековите права. Извештајот на народниот правобранител е обемен и содржаен, но јас ќе се задржам само на преставките кои што се однесуваат на социјалните права на граѓаните. Според извештајот на народниот правобранител, бројни преставки имало за работата на извршителите, кои покрај тешката економски и социјална состојба на државата блокирале сметки на најзагрозената категорија на граѓани корисници на социјални права. Понатаму, иако согласно законот, да потенцирам за извршување, согласно член 116 од пречистениот текст од 2020 година, извршителите не треба и не смеат да ги блокираат сметките на граѓаните кои се користат права од социјална заштита. Тоа од секогаш било и сега со овој пречистен текст, меѓутоа тие продолжуваат ова да го спроведуваат и понатаму. Понатаму, според извештајот на народниот правобранител, иако станува збор за ранливи категории и категории во период на криза, сепак граѓаните се соочувале со остварување на правата од социјална заштита. Ова не би требало да се случува, затоа што, да нагласам, власта зеде заем од Меѓународна банка за обнова и развој од 90 милиони евра за справување со пандемијата од COVID-19. Од овие 90 милиони евра, 54,83 милиони евра беа дадени на Министерство за труд и социјална политика токму за оваа работа, за справување со оваа категорија на граѓани, значи решавање на социјалните проблеми на граѓаните. А дел од овие средства, значи 27,83 милиони евра беа дадени токму за добивање на правото од социјална помош или гарантирана минимална помош. Затоа сметам дека не би требало да дојде до ова оштетување на граѓаните од социјалната сфера. Но, иако извештајот на народниот правобранител покажува незадоволство и бројни престапки, сепак оваа група на граѓани не ги остварија своите права, па затоа се прашувам и каде завршија овие скоро 55 милиони евра. Понатаму, извештајот на народниот правобранител започнува со, цитирам, нееднаков третман при користење на надоместокот поради попреченост. И овде сакам да истакнам дека со воведување на новиот закон за социјална заштита, кој беше донесен во месец мај 2019 година, правото на попреченост беше ограничено на возраст до 65 години, што не беше случај со претходно донесениот закон за социјална заштита. Ова ограничување предизвика големо незадоволство и дискриминација кај оваа категорија на граѓани, затоа што, пример, потполно слепо лице има оштетување на видот до својата 65 годишна возраст, а после тоа, доколку има контролен преглед, дали видот на тој корисник ќе се поправи или ќе прогледа. Исто така имавме случај на лице со ампутирана нога, го оствари правото на попреченост времено за 2 години и тогаш имаше помалку од 65 години. При контролен преглед при лекарската комисија за попреченост, иако истата даде наот оцена и мислење за продолжување на правото, во Центарот за социјална работа моравме да донесеме решение за одбивање на правото, затоа што законот тоа не го дозволуваше. Тоа е апсурдот и неправдата што се направи кај оваа група на граѓани со донесување на овој дискриминирачки закон. Друг проблем во извештајот на народниот правобранител за 2020 година се однесуваше на правото на помош и нега од друго лице. Не само вие како правобранител, туку и ние како пратеници добиваме повици од бројни граѓани кои не можат да закажат термин на комисија за остварување на правото за помош и нега. Граѓаните чекаат по 5, 6, па дури и 7 месеци. Проблеми имаат граѓаните, проблеми имаат и матичните лекари.
Ваков проблем, потенцирам, немаше кога лекарските комисии работеа и беа во составот на Министерство за труд и социјална политика. Кога лекарските комисии се воспоставија преку Министерство за здравство, настана и овој проблем. Значи, лицата не може да закажат на мој термин контрола на комисијата за помош и него од друго лице. После сето ова можам да заклучам дека со носење на новите закони наместо да се оди кон подобро, за жал се оди кон полошо и се попречуваат некои права на граѓаните. Се надевам дека како нов народен правобранител во иднина ќе влијаете и ќе превземете нешто по основ на овие представки со цел да се надминат проблемите кои се појавуваат кај оваа група на граѓани, затоа што гледаме дека ваквите закони носат само штета на граѓаните. Благодарам. Ви благодарам, колешке. Следна за збор е колешката Љатифе